Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 75 минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска за денешното издание. Мицкоски веќе се разочара во струшкиот градоначалник. Ахмети ќе биде оценет како генератор на нестабилност во државата. Европската Унија да постави јасна визија за Македонија. Николовски оценува дека земјава одамна заслужи да биде во Унијата. Впишувањето на бугарите во Уставот ќе го забрза патот на Македонија во Европската Унија. Бугарскиот председател Радев очекува тоа да се случи наскоро. Земале земја под концесија, не ја обработувале, ја изнајмувале на други и пак добивале субвенции. Министерот Трипуновски открива тешки злоупотреби во неговиот ресор и бара одговорност. А каде било кочанското обвинителство цели 13 години за пулс? Обезбедувачите не загрозија, туку спасуваа животи, посочи одбраната. ВМРО ДПМН на Конгресот ќе усвои стратегија Македонија 2030. Партијата веќе нема долгови, нови партиски структури ќе се градат до пролет. Разрешувањето на државниот обвинител Коцевски ќе почне наскоро. Процедурата ќе трае до 2 месеци. СДСМ пак си игра со бомби, најавува проекта Бомби 2.0. Младите СДСМ-овци ќе пуштаат кривични пријави против власта. Фалсификувала тест за англиски за да стане директорка. Полицијата ја гони 53 годишната Делчевка за фалсификување исправа. А на почетокот да ја чуеме и оваа вест. Процедурата за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски ќе започне многу скоро, најави премиерот Христијан Мицкоски на брифинг со новинарите. Разрешувањето на Коцевски ќе започне многу наскоро. Тоа е процедура што ќе трае најмалку месец и пол до 2, рече Мицкоски. Висок владин функционер пред неколку дена најави дека владата планира до крајот на месецов да ја активира постапката во собранието за разрешување на Коцевски. Според обвинителот, најавите за негово разрешување се политички мотивирани. Блажена горо мори зелена, убава малеш планино. Блажена горо мори зелена, убава малеш планино. Si polna goro ovčari, zime si polna ajduci. Lete si polna goro ovčari, zime si polna ajduci. Во село мори слего
кршеше, татко синко си губеше. Кажи, кажи, облачеле бело, откај идеш, што си невесело? Дал го виде моето родно место, дали слуша мајка ми што збори? Дал го виде моето родно место, дали слушна мајка ми што збори? Јас го видов твоето родно место и јас слушнав мајка ти што збори. В туѓина е моето чедо мило, со туѓинци туѓи леп делило. В туѓина е моето чедо мило, со туѓинци туѓи леп делило. Ти кажи, облачеле бело, жив и здрав ти да си ме видело. Време иде дома да се врнам, мајка да прегрнам. Уште малку дома ќе се врнам и рибе да прегрнам. Премиерот Христијан Мицкоски му испратил порака на градоначалникот на Струга Менди Ќира, изразувајќи длабоко разочарување поради тоа што на денот на албанското знаме во оваа општина не било истакнато македонското знаме покрај албанското, што е спротивно на законот за употреба на знамињата. Лично му испратив порака на градоначалникот дека сум разочаран. Ме убедуваше дека така било секоја година, но не е така, рече премиерот. Тој рече дека градоначалникот имал шанса да се истакне како надпартиски градоначалник на сите граѓани, но дека не го сторил тоа. Тој додаде дека не верува дека советниците од ВМРО ДПМН во Општинскиот совет ќе поддржат работата на градоначалникот. Не мислам дека советниците на ВМРО ДПМН ќе поддржат работата на овој градоначалник. Му кажав дека ова му е лош почеток, а втора шанса за прв впечаток нема. Првиот беше катастрофален, додаде Мицковски. Тој го оцени како многу погрешен чекор протестот што на 13 декември во Скопје го закаша лидерот на ДУИ Али Ахмети со цел да даде поддршка на поранешните водечи на ОВК, на кој им се суди во Хаг. Според Мицковски, тоа е обид Ахмети да добие кредибилитет пред Конгресот на Демократската унија за интеграција. Нема поддршка од населението, се предвидува марш од Чаир до Скендербек. Многу тешко ќе најде коалициски партнер. Нема да најде на одобрување на меѓународниот фактор и ќе биде оценет како генератор на нестабилност во државата, рече Мицковски за Ахмети. Тој е уверен дека вреди нема да го поддржи протестот.
на сон ми доаѓа, барем од сон не ми бегаш, нека очи да отворам, така знам ке те изгубам, нека очи да отворам, така знам ке те изгубам. Ке си викнам чалги, ке го сотрам сето вино, ке си лечам јадови, што ми правиш ангелино. Ке си викнам чалги, ке го сотрам сето вино, ако моја не си ти, нема живот ангелино, ангел моме ангелино. Немој мајко, не буди ме, уште малку остави ме, сакам уште да сонувам, барем сон да ја милувам, сакам уште да сонувам, барем сон да ја бакнувам. Ке си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ке го колнам животот, а и тебе ангелино. Ке си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ако треба напијем, да си легнам ангелино, да си умрам ангелино. Си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ке го колнам животот, а и тебе ангелино. Ке си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ако треба напијем, да си легнам ангелино, да си умрам ангелино, ако треба напијем, да си легнам ангелино, да си умрам ангелино. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586
826 8550 или пак во канцелариите на Shelby Township на 586 677 4000. Маркетинг. Бугарскиот председател Румен Радев изјави дека со впишување на бугарите во Уставот, Македонија значително ќе го забрза присоединувањето кон Европската Унија. Вклучувањето на бугарите во Уставот значително ќе го забрза патот на земјата кон Европската Унија и се надевам дека нашиот југозападен сосед ќе го стори тоа што е можно поскоро за да си ги отвори вратите за преговори за полноправно членство, изјави Радев на приемот за представниците на организациите на бугари од Македонија. Тој изрази надеж дека македонските власти ќе го спроведат европскиот компромис од 2022 година. Сите се надеваме дека интеграцијата на Македонија ќе се случи што е можно поскоро, но тоа не може да биде на сметка на правата на бугарската заедница во земјата, рече Радев. Представниците на бугарските организации од Скопје, Битола, Охрид, Прилеп, Кавадарци и Кочани пак пред шефот на бугарската држава категорично се изјаснија против уставни измени со одложено дејство, бидејќи станувало збор за гарантирање на основните човекови права. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Мене чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Да го запрев времето, да го слушаш срцето, дали ке те имав моја милице. И во цветна градина, лична коса мовила, бела рака да ти побара. Да го запред времето, да го слушаш срцето, дали ке те имав моја милице. И во цветна градина, лична коса мовила, бела рака да ти побара. Мене чекај
друг да оставиме. Не, чекај милице, еднаш стави отров на срце. Излетне си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Излетне си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Еден без друг да оставиме. Одбраната на членовите на обезбедувањето на клубот Пулс во Кочани во своите воведни зборови оценија дека обвинението против обезбедувачите е неосновано, без конкретни докази и изградено врз хаотични предпоставки. Адвокатите нагласија дека дел од обвинетите имале ограничени задачи и не можеле да спречат внесна пиротехника, а како клучни причини за трагедијата ги посочија институционалните пропусти и недостигот на надзор. Бранителот на Јане Јанчевски, директор на Агенцијата за обезбедување Рубикон, адвокатот Јовица Страшевски во воведниот говор рече дека не се исполнети елементите на кривичното дело што му се става на товар на Јанчевски, па затоа предложи да се ослободи од обвинението поради непостоење на докази. Не може сите обвинети со ваков опис на обвинението сите да презели исти дејствија и да се извршители на исто дело, тешки дела против општата сигурност, а при тоа да нема поврзани докази кој какво дејство презел. Со ваков обвинителен акт и докази како бранител имам тешка задача да објаснам и дојдам до конкретен логичен заклучок, зашто од описот на обвинението нема логичен заклучок, изјави Страшевски. Во обвинението според Страшевски не е јасно наведено какви дејствија и кои од тие дејствија по својот карактер представуваат исполнување на делото што му се става на товар, како и уште поконкретно не е јасно кои дејствија кога и со кого го сторил. Диспозитивот на обвинението представува акт на измислено, свесно и хаотично извртување на вистината во поглед на обвинетиот Јанчевски, со цел да се создаде заблуда во јавноста. Обвинителството има погрешно утврдена фактичка состојба во однос на делото што му се става на товар на Јанчевски. Ќе докажеме дека Јанчевски ниту бил, ниту поттикнал сторување на делото, рече Страшевски. Адвокатот Дејан Стојчев пак посочи дека не постои никаков писмен договор за приватно физичко обезбедување со сопственикот на дискотеката или каква било исплата, а на Јанчевски му се ставаат на товар дела како да има писмен договор. Овој судски процес е единствена шанса мојот клиент да ја докаже својата невиност, рече Стојчев. Адвокатот Зоран Зафировски во воведниот збор истакна дека неговиот клиент обезбедувачот Лазар Захариев и самиот претрпел сериозни последици од трагичниот настан. Тој нагласи дека Захариев повеќе од 3 часа извлекувал деца и посетители од дискотеката, се до моментот кога немало веќе кого да спасува, пошто завршил на болничко лекување со нарушено здравје. Одбраната посочи дека обвинетиот имал обврска само за патролно обезбедување и пристигнал во објектот 2 часа по почетокот на настапот на групата ДНК, со што немал можност да види што се внесува во дискотеката. Сватови, да ме навира само
да ти свират баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медена, да ме поздрави. Давам една лира, само да ти свират баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медена, да ме поздрави. Твојта усна медена, да ме поздрави. Давам една лира, само да ти свира баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медена, да ме поздрави. Да ме поздрави. Председателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче најави дека партијата пак ќе пушта бомби, а наместо нелегално прислушкувани разговори, сега бомбите ќе биле кривични пријави против актуелни функционери за корупција, што ги изготвиле младите партиски активисти кои Филипче ги нарече нова сила. На пресконференција тој упати повик до главната европска обвинителка Лаура Ковеши да ја посети Македонија, за да ја запознаа со, како што рече, малверзациите што ВМРО-ДПМН ги прави со европските фондови. Филипче најави дека партијата ќе покани и италијански антикорупционери кои имаат искуство во сузбивање на мафии, па штом ја сузбиле Коза Ностра, ќе ја победеле и актуелната мафија на ВМРО-ДПМН. СДСМ ја повикува европската обвинителка Лаура Ковеши да се запознае со малверзациите со европските фондови, меѓу кои и тоа што е веќе јасно, ИПАРД програмата во која се загрозени 130 милиони евра. Власта единствено нешто што направи со скандалот со ИПАРД е да ја дефокусира јавноста. Наместо одговорност после апсењето на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка, член на ВМРО-ДПМН, гледаме само спинови и обвинувања кон опозицијата. Не е ова темен вилајет на ВМРО-ДПМН да се играат со судбината на Македонија и со европската иднина на граѓаните, потенцираше Филипче. Втората иницијатива на Филипче е антикорупцијски тим кој, како што рече, ќе биде составен од експерти, советници од областа на правото и финансиите, но пред се млади активисти и истражувачи на СДСМ, кои е во рамките на партиската програма Нова сила. Според Филипче, овој тим ќе истражува скандали, ќе ги разоткрива сите корупцијски шеми и ќе поднесува соодветни пријави до национални и меѓународни институции. Превенцијата не успеа, корупцијата ескалираше. Секој што крадал ќе одговара. Ние ги спремивме новите бомби. 2.0. Утре ќе објавиме нова.
за нов скандал и корупцијска шема на владеачката гарнитура, рече Филипче. Jaden sum bre bela jano i prejaden. Nemoj da me kaniš dušo na pijenje, pijen sum bre srce moje i prepijen. Ako smeš bela jano pokani me, ne žalam. Nemoj da me kaniš jano na šetanje, cel svet sum go šetal jano i prošetal. Nemoj da me kaniš jano na muabet, ako zvori toj što gori ke izgori. Ako smeš bela jano pokani me, lele jano bela jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi gulabici, pa da umram bela jano ić ne žalam. Ako smeš bela jano pokani me, lele jano bela jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi gulabici, pa da umram bela jano ić ne žalam, pa da umram bela jano ić ne žalam. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце.
Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Лено мори, лено га, лено, лено, лено пиле шарено. Лено мори, лено га, лено, лено, лено пиле медено. Mesečina, duša me voli samo do dalečina. Ej, teško je sam bez tebe. Ej, teško je, duša boli sam bez tebe. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile šareno. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile medeno.
Leno, leno i lemedeno. Треба да има одговорност за сите злоупотреби со земјоделското земјиште што се случиле во минатото, истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски во своето ново гостување во емисијата Клик Плюс на ТВ21. Изминатава година и половина, покрај враќањето во нормала на македонското земјоделство, работиме и на откривање на евентуални злоупотреби што се случиле, затоа што ветувањето пред граѓаните беше дека ќе провериме како секој работел во минатото. За мојот ресор можам да кажам и да потсетам дека изминативе месеци имам поднесено повеќе од 6 кривични пријави против поранешни функционери во министерството, посочи Трипуновски. Тој додаде дека при секоја прилика апелира да се постапи по овие случаи, бидејќи станува збор за народни пари. Една од првите пријави што ја поведов како министер беше за една фирма од Струмица, која има склучено над 19 договори со министерството. Управителот на таа фирма бил помлад од 40 години и затоа бил ослободен од плаќање на закуп кон државата. Понудената закупнина, предпоставувам намерно, била повисока за да биде избран како најповолен понудувач и да се елиминира конкуренцијата, појасни министерот. Трипуновски додаде дека при првичните контроли на терен утврдиле дека во најголем дел земјиштето не било обработувано, а имало и случаи каде концесионерот го давал земјиштето под закуп на трети лица, што е спротивно на законот. Истата компанија се обврзала да реализира инвестиција од над 2,5 милиони евра. Во контролата утврдивме дека речиси никаква инвестиција немаше на предметното земјиште. Дополнително во овој период биле искористени средства по основ на субвенции кои платежната агенција ги исплатила кон овој правен субјект, рече министерот. Тој појасни дека фирмата земала земјоделско земјиште, не го обработувала, дел од него го давала на трети лица, а при тоа земала субвенции во износ од над 20 милиони денари. Тој нагласи дека никој не смее да се поставува над законот и да презема действија што се на штета на државата и на буџетот. Додаде дека стоковите резерви се нешто што треба да биде заштитено како државен интерес. Što leči tažni duši, leko što solzi suši. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna, koji taka si go vrvi veko. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna.
Македонија одамна има заслужено да ги почне преговорите за членство во Европската унија, па затоа унијата треба да изврши притисок врз оние што го блокираат процесот на проширување, со цел тој да продолжи, изјави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во интервју за МИА во Брисел, каде учествуваше на самитот ЕУ Западен Балкан во организација на Тик-тенкот Пријатели на Европа. Николовски нагласи дека на самитот одредени европски челници и дипломати доста храбро признаа дека процесот на проширување е пред се политички, а дури после тоа доаѓа исполнувањето на реформите, критериумите или заслугите. Иако веќе знаеме дека процесот е политички, тогаш се потребни политички одлуки и тогаш е потребно најголемите земји членки од ЕУ да постават јасна визија за регионот, јасна визија и за Македонија, вели Николовски. Во однос на уставните измени, Николовски вели дека клучно прашање е дали нивното усвојување е последниот услов или пак за неколку години повторно ќе ни стави вето. Мора да има известност во процесот и мора да знаеме кога ќе почнеме да преговараме и кога ќе ги завршиме преговорите, нормално доколку ги реализираме реформите кои што ги бара ЕУ, вели Николовски. Тој го повтори ставот на владата во врска со одложеното дејство на уставните измени. Клучното прашање е дали е тоа само уште еден услов и дали е тоа последниот услов или тоа не е така. Знаете дека ние рековме оти уставните измени под бугарски диктат нема да ги правиме. Знаете дека имаше и има идеи како да се надмине целата работа. Ние уште додека бевме во опозиција зборувавме за уставни измени со одложено дејство, кои што би влегле во сила кога Македонија ќе ги заврши преговорите, со цел да не е блокирана во текот на преговорите, вели Николовски. Зборувавме, додаде тој, и за тоа Бугарија да заврши дел од своите обврски, за да има балансираност во процесот. Постојат 14 пресуди на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, кои што мора да бидат применети од сите земји членки. Бугарија нема спроведено ниту една, а се однесуваат на македонците во Бугарија, на нивните основни човекови права, на здружување, на политичка активност и на своја самоидентификација. Така што процесот мора да е двонасочен и процесот мора да дава гаранција дека нема да седиме тука за неколку години повторно и да речеме еве Македонија повторно е блокирана. Некој повторно стави вето заради внатрешно политички причини или заради причини кои што се поврзани со избори и повторно ја блокираше Македонија. Мора да има известност во процесот и мора да знаеме кога ќе почнеме да преговараме и ќе ги завршиме преговорите, нормално доколку ги реализираме реформите кои што ги бара Европската унија, заклучи Николовски.
Marketing. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Marketing. Tebe, pa se vraljame.
ВМРО ДПМН во Кавадарци ќе го одржи 18-тиот партиски конгрес, на кој што ќе се избере председател на партијата, а ќе се усвои конгресен документ Стратегија Македонија 2030 под слоганот Визија што гради држава. Документот ќе открие врз кои столбови ќе се темели политиката на партијата. Актуелниот лидер на партијата Христијан Мицкоски е единствен кандидат. Тој најави дека ова ќе биде негов последен мандат во партијата и потврди дека нема иницијатива за промена на партискиот статут со која би се овозможило еден кандидат да биде избран повеќе од 3 пати за лидер. Мицкоски очекува ова да биде најмасовниот конгрес на партијата досега. Се очекува да присуствуваат од 850 до 860 делегати и околу 1800 гости. Очекувам успешен конгрес по кој ќе бидат појасни постапките во годините што следат, рече Мицкоски. Тој најави дека до крајот на годинава ќе го објави неговиот предлог за нов состав на извршниот комитет на партијата. Целото партиско структурирање се очекува да заврши до крајот на март, почетокот на април 2026 година, а во април-мај најави и реконструкција на владата. Со тие луѓе ќе се подготвуваме за следните парламентарни избори, кои би требало да се одржат пролетта 2028 година. Додаде Мицкоски и рече дека се разгледува и опцијата партијата да нема подпредседатели. На конгресот ќе биде усвоен извештај за материјално-финансиско работење на партијата. За прв пат ВМРО ДПМН нема долгови како партија, немаме изложеност пред банки, за разлика од 2018 година, кога не беше розово, рече тој. Партискиот имот е замрзнат од 2017 година како дел од судски спорови. Sokol pije voda na Vardarom, more sokol pije voda na Vardarom. Jane lebelo grlo,
тирани, сите куршумли, а десета рана со нож прободена. Јане лебело грло, Јане ле кротко јане, Јане лебело грло, Јане ле кротко јане. Директорката на средното училиште Методи Митески Брицо во Делчево, ДЦ, 53 годишна, доби кривична пријава бидејќи при конкурирањето за директорската позиција доставила фалсификуван документ за познавање на англиски јазик. Според информациите на истрагата, таа на 1 јуни 2023 година набавила фалсификуван тест од Бугарија, а неколку недели подоцна, на 29 јуни, го приложила меѓу документите за јавниот оглас за избор на директор. Врз основа на приложената документација, комисијата утврдила дека ги исполнува условите и го доставила предлогот до градоначалникот, кој на 12 јули 2023 година донел решение за нејзино назначување. Од СВР Штип велат дека случајот бил откриен по дополнителни проверки на документацијата. По извршената анализа утврдивме дека приложениот тест не е автентичен и дека станува збор за фалсификуван документ, соопштуваат од полицијата. Против неа е поднесена кривична пријава за фалсификување на исправа, а случајот е проследен до јавното обвинителство во Штип. Само за тебе звезди ја скрадам, само за тебе гора ми страдам, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо. Дојди до мене, топтан да играш со мене, дојди, не чекај, топтан ќе бидам со тебе, дојди до мене, топтан да играш со мене, дојди, побрзај, топтан ќе биде, верувај. Господ е сведок, колку ми значиш, има ли начин ти моја да си, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо. Дојди до мене, топтан да играш со мене, дојди, не чекај, топтан ќе бидам со тебе, дојди до мене, топтан да играш со мене, дојди, побрзај, топтан ќе биде, верувај. Сама се будиш, сама се мамиш, дека те чека, веруваш некој, а јас со душо секогаш тука, дење и ноќе не сакам друга, а јас со душо секогаш тука, дење и ноќе не сакам друга. Дојди до мене, топтан да играш со мене, дојди, не чекај, топтан ќе бидам со тебе, дојди до мене, топтан да играш со мене,
И тоа би било се за денес. Посакувајќи ви пријатен ден, да ја чуеме и приказната Волшебната флејта. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставел на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеж почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеж отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата,
Земи да јадеш грдоти овалкана. Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: Брате, ти донесов ориз. Јади ми со здравје, јас самата го направив. Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но постарата при тоа јадовито рекла: да не си намислил убавец да се сториш. А помладата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. Постарата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да й помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро постарата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. Постарата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила, ќе се омажи за него. Постарата одбрала ориз со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото. А ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе одбере, за таа сестра и ќе се ожени. Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетел со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.